Здраво и добро дојдовте во уште едно предавање каде што ќе збориме за прокариотската клетка и за нејзината структура. Сега пред да преминеме на објаснување на структурните единици на прокариотска клетка, пред општо да се запознаеме со прокариотската клетка и кои се разликите помеѓу прокариотската клетка и еукариотската клетка. Како што знаеме, животот во светот спрема градбата на клетките може да го поделиме на два дела, значи тие кои се изградени од прокариотски клетки и тие кои се изградени од еукариотски клетки. Значи прокариотски клетки се едноклеточни, не градат повеќе клеточни структури, а од еукариотските клетки се изградени најголем дел од царствата, значи ако ги гледаме како царства, царството на животни, анималија, планте, растенија, фунги, односно габите и протисти се изградени, се всушност еукариотски клетки. Но царствата на археја и бактерија се од прокариотска природа. Сега тоа не значи дека микробиологијата ги проучува само прокариотите, бидејќи дел од микроорганизмите се прокариоти, дел се еукариоти. Така, например, бактериите и археите се прокариоти, додека квасците, мувлите, кои се во царството на фунги, се еукариоти, или пак протозоите и алгите. Исто така се еукариоти. А вирусите, иако ги проучува микробиологијата, тие се неклеточни елементи. Мислам, не да ги ставаме во никое царство, не се во никоја група на живи клетки. Тие едноставно се генетски партикули кои се реплицираат и се неспособни за какви било метаболични активности. Значи вирусот нема свој метаболизам, единствено манифестира метаболизам кога се наоѓа во домаќин. Тоа е едноставно протеинска обвивка каде што има генетски материјал кој носи. И сега да ги видиме главните разлики помеѓу прокариотската и еукариотската клетка. И тоа ќе го направиме со едни прости класични школски примери за тоа како изгледа прокариотска или еукариотска клетка. Значи прокариотската клетка обично се зима примерот од Escherichia coli бактеријата, каде што ако ги гледаме главните разлики, че да нацртаме тука една еукариотска клетка, че обично кога ги зимаат овие се еден вид на школски примери кои ги сретнуваме во учебниците. Сега прокариотските и еукариотски клетки хемиски ако гледаме се слични, но во смисла дека и двете клетки имаат нуклеински киселини, но и во однос на нивниот метаболизам на протеини, липиди, аглихидрати, тие користат слични хемиски реакции за метаболизирање храната, за синтеза на протеини и акумулирање енергија, но имаат разлика во некои клеточни структури, односно органели, во клеточните зидови и функционирањето на ДНА. Сега да видиме, например, кај прокариотите, нивната ДНА, значи ДНА која се наоѓа внатре во цитоплазмата, не е затворена со мембрана, односно не се наоѓа во јадро. Например, како што се наоѓа кај еукариотската клетка. Значи во еукариотската имаме ДНА, ма таа ДНА е обкружена со јадро, односно со јадрена мембрана. Затворен е тој систем. И исто така, во еукариотската клетка, ДНА материјалот е организиран, односно, барем кога се дели, е организиран во хромозоми. Има повеќе хромозоми, така? Но кај прокариотската клетка немаме образување хромозоми, него е една долговерижна единица. Иако тоа не е целата ДНА која се наоѓа, има плазмиди кои се наоѓаат на страна некаде и тие си имаат своја улога. Исто така, друга работа која треба да се напомене за ДНА-та е дека ДНА-та кај прокариотите не е асоцирано со хистони. Веќе таа е слободна и всушност нема потреба да има хистони кои ќе организираат и ќе намотаат во хромозомски нишки, но во ДНА-та на еукариотите имаме хистонски протеини кои помагаат
да се организира и да се спакува во хромозоми. Освен тоа што не поседуваат јадрена мембрана, исто така не поседуваат и други органели, како например во еукариотските клетки имаме ендоплазматичен ретикулум, имаме Голџиев апарат, центриоли кои учествуваат во делбеното вретелно и многу други органели кои не се сретнуваат во прокариотската клетка. Во прокариотската клетка можеме да имаме рибозоми кои кај рибозомите кај прокариотите се со 70S, тоа е единица за седиментација, додека кај еукариотите се 80S. Значи рибозомите кои се наоѓаат во цитоплазмата и на други локации. Интересно е дека клеточниот зид кој се наоѓа кај одредени прокариоти содржи пептидоглукани. Значи, тие пептидоглукани се карактеристични само за прокариотските, односно бактериските клетки, додека иако кај некои еукариотски клетки, односно кај тие кои се наоѓаат во растенијата, имаме клеточен зид, тој клеточен зид не ги содржи истиот хемиски состав и е многу поедноставно граден. А кога доаѓа време на делба, прокариотските клетки се делат едноставно со проста бинарна делба. Значи имаме една клетка, се прави мембрана измеѓу и добиваме две клетки. Сега, иако и кај еукариотските добиваме од една две клетки, ова подложено на процеси на митоза, која има повеќе фази, и туку учествува делбеното вретело, која го нацртавме претходно, каде што нели ќе пушти микротубули, па ќе се разложи јадрената мембрана, па хромозомите ќе треба да се наредат во средишната линија, па да се потегнат на страните, па да се подели клетката. Значи, процесот е многу поедноставен кај прокариотските клетки. Сега, нели рековме дека прокариоти имаме бактерии и археи, но тие сепак се разликуваат. Тие ако двете се бактерии, едните ги нарекуваме археобактерија, другите еубактерија, каде што еу значи вистински бактерии, тие имаат сепак различен хемиски состав и ние нема толку да се задржиме на архебактериите кои исто така се нарекуваат екстремофили, веќе се наоѓаат во екстремни средини. Повеќе ќе обрнеме внимание на бактериите, односно еубактерии. Најголем дел од бактериите имаат големина во диаметар околу 0,2 до 2 микрометри, а должината може да изнесува, сепак овие се релативни бројки, од 2 до 8 микрометри. И нормално ова сепак зависи од формата на бактеријата. И сега, ако гледаме во однос на формата, може да ги поделиме во неколку основни групи. Значи, првата би биле топчести, односно сферични, и овие ќе ги наречеме коки. Може да бидат стапчести, но не се всушност толку стапчести, кои ги нарекуваме бацили, и може да бидат спирални. Така. Тие се основните типови, но сепак кога се делат овие клетки може да се слепуваат едно со друго и со тоа образуваат повеќе различни видови на структури. Например, кај коките, ако се подели една и од една се поделат станат две, и тие две може да се слепат и да добијаме диплокока. Значи ќе бидат две и тоа се нарекува диплококи. Или пак, ако се слепат многу повеќе во синџир, ќе добиеме синџирести коки, односно се нарекуваат стрептококи. И сега исто има опција која ќе се поделат две, како во овој случај, и да се поделат уште еднашка, но во истата рамнина, тоа ќе добиеме 4 кои се наоѓаат во иста рамнина. И тие се нарекуваат тетради. Ако тетрадите се поделат уште еднашка во нагорна рамнина, тогаш ќе би добиле, значи 8 ќе бидат во тој случај, 4 горна рамнина и 4 ќе бидат во долната рамнина. И овие се нарекуваат сарицини.
А ако се делат без никаков редослед, односно забегаат во делба и имаме многу коки кои не се во некој очигледен распоред, тоа што се нарекуваат стафилококи. Сега интересно е дека сличен случај имаме и кај бацилусите, односно можеме да имаме единичен бацилус или пак да имаме диплобацилус, кај што се всушност само два бацилуси еден до друг. Или пак ако се повеќе нанижани еден до друг имаме стрептобацилус, кај што стрепто всушност значи гердан, ланец или нешто така слично. Ќе имаме стрептобацилус, или пак има некои бацилуси кои се оваловидни и наликуваат на коки, и тогаш кај исто така ги нарекуваме кокобацилус. Значи, ако е некако видоизменета и иако е бацилус наликува на кока. И последната група за која остана да кажеме нешто се спиралните бактерии, кои може да имаат еден или повеќе свиоци, но важното е дека никогаш не се исправени. Значи, ако личат на искривени стапчиња со една кривина, тоа се нарекуваат вибрио. Значи, тоа ќе биде налик вака нешто. Но ако имаат хеликален облик, тоа се наречени спирилии. Се овие се малце потешки за цртање, но всушност ќе има еден вид на хеликален облик. Што тука вака продолжува. И е извртена, ќе ставам најверојатно слики, кај што ќе може да се видат поубаво. И последната група, каде што се хеликални и се флексибилни, тие се спирохети, за разлика од спирилите, кои се движат со флагелуми, спирохетите се движат со аксијалните филаменти. Добро, тоа беше се за ова видео, се надевам дека научивте нешто. Значи, главното што требаше да се заклучи е дека имаме три главни облици, односно имаме коки, имаме бацили, имаме спирални бактерии. И дека тие се од нив може да се изведат другите облици на бактерии и главните разлики помеѓу прокариотската и еукариотска клетка кои се прилично едноставни. Ќе се видиме во наредното видео.